7 убиства, меѓу кои жртви кои не биле директна цел, изнуди, одмазди и трговија со дрога. Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција поднесе 2 обвиненија до кривичниот суд за 20 на лица од 3 криминални групи од Скопското подземје. Меѓу убиените било и лице кое наводно на институциите им предало информации за двајца обвинети за масакрот кај Смилковско езеро, од кој едниот осуден, а другиот пребегнат во Косово. Првото обвинение опфаќа криминална банда од 2 координирани групи, кои најчесто извршувале нарачани убиства од различни мотиви. Осумничените се товарат и за злосторничко здружување, изнуда, како и тешки дела против општата сигурност. Обвинителен акт е поднесен за вкупно 9 лица членови на овие групи, од кои 6 се во бегство. Најстарото убиство е од 2014 година. Првата група, позната како Беланоца Барон, нарачува и извршува со логистика 4 убиства, од кои едното е двојно убиство. Познати се убиствата кај Шишабар и убиството во Ханиоти. Втората група има 3 убиства. Координирани се и од затвор, што е посебен пораз за нашиот систем. Дополнително, криминалните групи вршеле и изнуди, палеле објекти и возила. Главниот мотив и цел на убиствата било да се ослабне моќта на сопарните групи. Второто обвинение е против криминалната група на Раде Трајковски Штекли, која се занимавала со неовластена продажба на дрога на територијата на Скопје. Станува збор за група од 17-мина, најголем дел млади лица, а дел од дрогата ја криеле закупувајќи на државно земјиште во јавна сопственост. Дрогата била откриена при обидот за бегство на Штекли на почетокот на годината, кога тој беше и уапсен. Обвинителен акт е поднесен против 10 лица, додека со 7 склучена спогодба за затворски казни од 3 до 5 години. Групата била јасно структурирана и имала строго дефинирани улоги меѓу членовите, од набавка и складирање до пакување, транспорт и продажба на дрогата. Парите од продажбата се предавале на првообвинетиот, кој како награда дел од парите им давал на останатите обвинети. Членовите на групата користеле мрежа на препродавачи и посредници, од кои 7 опфатени во овој предмет, ја признаа вината и се спогодија со обвинителството. Обвинителот во случајот очекува долга судска постапка поради обемниот доказан материјал. Предметот се работел 1 година, а се користеле предистражни мерки во координација и соработка со МВР. Но обвинетите им се ставаат на товар. Кривични дела извршени во периодот од 2020 до 2024 година.